Благодарам и јас на присуството, се заблагодарам што дојдовте да го видите почетокот на градежни работи. Мислам дека имаме еден одличен проект и тоа го зборувавме со градоначалникот затоа што се решава цела населба и мислам дека ова е начин на кој што треба да се водат проекти во иднина, односно да се изготвуваат целокупни решенија кои што ќе значат целосно решение за една населба или еден блок или едно мало, а не парцијални решенија. Тука сакам да му честитам на градоначалникот за начинот на кој што е сето ова предвидено, isprojektирано и се реализира и сум убеден дека после неколку недели или месеци кога ќе заврши целата оваа работа, целата населба ќе добие комплетно нов лик и ќе стане многу поатрактивно место за живење, се работи за една пријатна населба, за едно убаво место за живење кое што сум убеден дека ќе стане многу атрактивно, особено во услови кога луѓето бегаат и од градскиот метеж, и од градската гужва, и од загадувањето во текот на зимата. Мислам дека со ова што го прави градоначалникот и вредноста на целокупниот тимот во населбата ќе порасне значително во споредба со она што е сега. Сакам да кажам дека ќе продолжиме да ја поддржуваме Општина Газибаба. Градоначалникот води одлична политика. Општината на вистина добива целосна трансформација во овие 4 години. За жал, од тие 4 години, 3 години немаше некоја добра соработка со претходната влада на СДСМ и ДУИ, но во последни една година и 3 месеци се обидуваме заеднички да компензираме тоа што можеме, а ветувам дека во следниве 4 години во заедничка соработка помеѓу владата, Министерството за транспорт и општината ќе реализираме бројни проекти. Најавуваме еден голем инвестициски циклус кој што покрај од средства од општината и оние редовни средства кои што владата ги префрла, досега инвестираме некаде околу 500 милиони евра во сите општини заедно. Ќе има и дополнителни средства кои што Министерството за транспорт во соработка со Светска банка ги има обезбедено и ќе почнеме да ги реализираме во годините 26, 28, 26, 27, 28 и 29 година. Јас би застанал тука доколку имате прашања по елет. Нема, доколку нема, благодарам на сите што дојдовте.